Здраво! Овој викенд сме слободни поради коронавирусот. Токму затоа ќе се запознаеме што претставува овој вирус. Светската здравствена организација будно ја следи состојбата со коронавирусот и врз база на новите истражувања дава соодветни препораки за заштита од него. Бидејќи вирусот е нов за човештвото, многу информации се уште не ни се познати, но според она што се знае, ева што треба да правите за да се заштитиме. Како се шири COVID-19 и како да се заштитите од него? COVID-19 е заразна болест, предизвикана од нов коронавирус, кој за прв пат се појавува меѓу луѓето. Се шири од човек на човек главно преку капките, аеросоли, создадени кога заразно лице зборува, кашла или кива. Овие капки може да завршат во устата или ноздрите на луѓето кои се во близина, но се претешки за да патуваат далеко во воздухот. Тие патуваат околу 1 метар и брзо се спуштаат на површините. Поради тоа, преносот од човек на човек се случува главно преку блиски контакти. Се уште не е точно познато колку долго време вирусот може да преживее на површините. Бидејќи со рацете допирате бројни површини кои може да бидат заразни со вирусот, треба да го избегнувате допирањето на очите, носот или устата. Кога кашлате или кивате, покрите ги го устата и носот со свиткан лакт или користете хартиени марамчиња за една употреба. Ако марамчето е искористено, веднаш фрлете го во затворена карпа за отпадоци. Најефективниот начин за спречување на ширењето на новиот коронавирус е честото и темелното чистење на рацете со средства за дезинфекција на база на алкохол или правилно миење со сапун и вода. Одржувајте дистанца. Одржувајте растојание од најмалку 1 метар од секој кој што кива или кашла. Ако имате покачена температура, потешкотии во дишењето и кашлате, неодлежно побарете медицинска помош. Што е коронавирус? Коронавирусите се посебна група на РНА вируси кои предизвикуваат заболување кај животните и кај човекот, а за прв пат се откриени во 60-тите години од минатиот век. Своето име го добиле по нивната специфична форма која потсетува на круна. Коронавирусите кај луѓето најчесто предизвикуваат клиничка слика од лесен степен, со симптоматологија која наликува на обична настинка, но во одредени случаи може да доведат до тешка здравствена состојба со компликации и смртен исход. Покрај новиот коронавирус, во оваа група спаѓаат и SARS коронавирусот, кој за прв пат се појави во 2003 година во Кина, кој со стапка со смртност од околу 11%, и MERS коронавирусот, кој за прв пат беше детектиран во Саудиска Арабија во 2019 година, со стапка на смртност од околу 37%. Според досегашните проценки, новиот коронавирус има стапка на смртност од околу 2%, но и покрај релативност ниската стапка на смртност компарирано со MERS и SARS, до денес новиот коронавирус предизвика повеќе смртни случаи од SARS и MERS заедно. Најверојатни поради поголемата способност за трансмисија.
Каде за прв пат се појави новиот коронавирус? Сомнение за новиот коронавирус се постави откога поголемиот број на пациенти беа дијагностицирани со тешка вирусна пнеумонија за краток временски период од декември 2019 година во Вухан, Хубеј, провинција во Кина. На 9 јануари 2020 година вирусолозите успешно го изолираа и идентификуваат новиот тип на коронавирус, кој потекнува од пазар за диви животни во Вухан. Овој тип пазари во Кина се познати по тоа што покрај морска храна се продаваат и живи диви животни. Според кинеската традиција, особено во регионот на Вухан, кинезите пред да купат одредено животно, потребно е да го видат живо и доколку се одлучат да го набават, продавачот го усмртува и го соработува животното пред купувачот. Бидејќи на овој тип пазари има многу усмртени животни кои се обработуваат според посетителите, отстранување на крзното и кожата, чистење на внатрешните органи и така натаму, со што се ослободуваат респираторни аеросоли, тие претставуваат идеално место за потенцијална трансмисија на вируси и на зарази. Сушност, опасниот SARS коронавирус во 2003 година, кој усмрти стотица лица, исто тука за прв пат се појави на ваков тип пазар. Како се пренесува? Податоците за тоа како се шири новиот коронавирус во голема мера се базирани на медицински информации за начинот на трансмисија кај веќе познатите вируси од фамилијата коронавируси, кои се слични на новиот вирус COVID-19. Според тоа разликуваме. Најчесто преносот на вирусот од човек на човек настанува преку респираторни аеросоли од заразно лице по пат на кашлање и кивање. Овие микроскопски формации може да се инхалираат во белите дробови или да дојдат во контакт со слутницата, во носот или во устата, и со тоа да предизвикаат инфекција на други лица. Според СЗО, се уште не се знае колку време вирусот може да преживее надвор од домаќинот, но се претпоставува дека временскиот интервал е од неколку часа до максимум од неколку дена, во зависност од температурата и влажноста на околината, типот на површината и така натаму. Една од карактеристиките на коронавирусот е тоа што се зоонози. Тие често се пренесуваат и предизвикуваат заболување кај животните, но во одредени случаи развиваат способност за пренос од животните на човекот. Такви примери се SARS вирусот во 2003 година, кој потекнува од посебен вид цибетка, диво животно во југоисточна Азија, и MERS вирусот пренесен на човекот од камили.
Досега изворот на новиот коронавирус се уште не е детектиран. Забелешка: не можете да се инфицирате со новиот коронавирус од вашиот домашен миленик. Според СЗО, досега во ниту едно испитување не е докажана евентуална можност трансмисија на луѓе од животни кои се чувани како домашни миленици. Кои се симптомите и знаците? Се уште не е дефинирано времето на инкубација на новиот коронавирус, но се смета дека може да биде од 2 до 14 дена од експозицијата. Клиничката слика може да вклучува низа симптоми и знаци како покачена телесна температура, сува кашлица, знаци за горно-респираторна инфекција, диспнеја, отежното дишење, мијалгија, болка во мускулите, замор, малаксеност, пневмонија, воспаление на белите дробови, гадење и повраќање, главоболка, хемоптизи, искашлување на крв и диареја. Компликации. Кај околу 80% од заболените, инфекцијата поминува со лесна клиничка слика, но кај одредени лица може да се јават низа компликации од кои најчесто станува збор за акутен респираторен дистрес синдром. Досегашните испитувања покажале дека новиот коронавирус има способност да се поврзува со специфичен рецептор кој се наоѓа во клетките од белите дробови. Тоа му овозможува на вирусот да влезе внатре во клетките и да ги стави во функција нивните механизми и ресурси, за да се размножува. По извесно време настанува уништувањето на клетката домакин, и тоа поради две причини. Или поради исцрпување на клетката од страна на вирусот, или како резултат на имуниот систем кој го препозна вирусот и го уништува преко напаѓање и убивање на клетката домакин. Оваа состојба заболените предизвикува натрупување на течност во малите еластични респираторни структури на белите дробови, наречени алвеоли. Со тоа се спречува размената на гасови, односно се овозможува премин на кислородот од белите дробови во крвта, а последователно и до останалите органи. Светската здравствена организација ни даде повеќе начини како да се заштитиме. Како да ги заштитиме децата од коронавирусот? Можете значително да го намалиме ризикот од зараза ако ги преземаме следните чекори. Хигиената на рацете е најважна и прва одбрана од вирусот. Ни случајно не ги допирајте лицето, очите и устата со раце, посебно ако претходно не сте ги измили. Секогаш со себе носете средство за дезинфекција на раце и користете го почесто кога сте надвор. Мијте ги рацете што е можно почесто. Внимавајте што помалку да чепкате предмети на јавни места. Не ја делите храната со никого. Одбегнувајте ракување и бакнување ако сте во подрачје каде што циркулира вирусот.
Редовно дезинфицирајте ги не само рацете, туку и површините кои ги користите. Објаснете им како се шират вирусите и научете ги на основните за лична хигиена. Држите ги сите површини во куќата чисти и дезинфицирани, посебно кујната, тоалетот и кваките. Секогаш само еднаш користете ги крпите со кои бришите за евентуално да не го ширите вирусот. Секој нека користи свој прибор за лична хигиена, како пешкири, четкичка за зъби и слично. Куќата секогаш нека биде проветрена и да влегува сонце. Како да се разговара со децата за да разберат правилно и без непотребен страф. Со оглед на тоа што се уште нема специфичен третман за новиот коронавирус, освен симптоматска терапија, клучна е навременна превенција. Затоа следете ги препораките на Министерството за здравство. Со оглед на тоа дека расте бројот на новоразаразени со коронавирусот COVID-19 чином светот, возрастните, но и децата наидуваат на неразлични информации во врска со епидемијата. Како родителите најдобро да им објаснат на децата што представува коронавирусот, епидемијата со COVID-19 и како може да се заштитат, без да звучат параноично и да ги исплашат. Коронавирусот е актуелна тема која со сигурност допрела до нивните уши и умови, кои фиваат секако сунгер, а децата поставуваат искрени и директни прашања. Ако сте родител, може да слушнете прашања од вашите малолетни деца поврзани со епидемијата на COVID-19. Како? Дали ќе се разболам и јас? Дали ќе го затворат училиштето? Дали баба и дедо ќе умреат ако се разболат? Ризикот од зараза со коронавирусот COVID-19 кај децата како возрастна група е многу низок, но како родител секако сте грижите за здравјето на своето дете и ризиците со кои може да се соочи.
Затоа треба да имате конкретни и јасни недвосмислени одговори со кои ќе му влијаете доверба на детето и нема да му ги префрлите вашите грижи. Имајте контрола врз ситуацијата. Тонот на вашиот глас игра голема улога кога разговарате со детето за коронавирусот. Помогнете му на детето да одржи дистанца меѓу него и опасноста од зараза. Така што ќе го подучите како се шири коронавирусот и што може да направи за да го намали ризикот. Како на пример, потемнено миење и сушење на рацете. Наместо да зборувате за вирусот како за баба рога, поучете го детето да прави работи кои самото може да ги контролира. На тој начин давајќи му самодоверба и чувствена способност. Рацете да ги мие често со вода и сапун и потоа темно да ги исуши. Научите го детето да кива и кашла во лакт наместо во дланки. Кога кива или кашла во дланка, веднаш да ги измие рацете. Ако користи хартиено марамче, да го фрли веднаш по употреба. Ако почувствува дека има температури, да ви каже вам или на друг возрастен околу него. Да внимава да не го допира лицето, очите, носот, устата, кога не му се измиени рацете. Совети за родителите. Не користете антибактериски гелови за чистење на рацете на деца под 2 години. Не му давите на детето да носи антибактериски гел со себе, пред да научи како правилно да го користи. За децата набавете антибактериски гел без алкохол. Децата смеат да користат разумни количини на антибактерискиот гел за чистење на рацете најмногу 5 до 10 пати во денот. Ако забележите сушење и пукање на рацете кај детето, веднаш прекинете ја употребата на антибактерискиот гел. Разговарајте јасно и искрено. Како возрастни луѓе, со родителите имаат искуство во правење проценка на ризик со кој се соочуваат, но децата ја немаат целосно развиено таа вештина, барем не на ниво на проценка на ризикот зараза. Секој родител треба да направи проценка на нивото за загриженост на детето во врска со епидемијата на коронавирусот. Потоа, со смирен глас и јасен и едноставен речник да им објаснат што значи да се биде болен од COVID-19. Обидете се со реченици како "тоа е исто како настинка" или "кога те боли грло", за да не го сватат како нешто ужасно страшно. Децата може би слушнали и прочитали дека постарите луѓе спаѓаат во ризична група во врска со прашањата за нивните баби и дедовци. Ако се генерално здрави индивидуи, кажете им на децата дека се здрави и дека добро се грижат за своето здравје, па нема потреба да се грижат за нив. Не одбегнувајте да одговорите на прашање за кое го знаете одговорот. А ако не знаете, бидете искрени и кажете му на детето дека ќе му одговорите кога ќе имате точната информација. Ако забележите дека детето е исплашено, смирете го и не го третирајте на неговиот страв како каприц.